Согласно Законот за специјалното јавно обвинителство, сите одлуки, секој спис кој ќе излезе од ова јавно обвинителство, единствено го подпишува специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. И во нејзино име, кога е отсутна, овластени јавни обвинители. Јас немам подпишано ниту една одлука која излегла од ова обвинителство. Ниту мислењата за пуштање од притвор во куќен притвор, ниту пак одлуката за давање на патните исправи на Цветан Панделевски и дали вие знаевте, дали ви консултирале? Значи, вака, сега ве молам. Да, секако, меѓутоа. Значи, како што кажав, сите одлуки се ги подпишува и ги носи Катица Јанева. Така е согласно законот. Вие дали се оградувате од Катица Јанева? За притвор кој јас го читав, на пример, во кој обвинителката Јанева го истакнува своето мислење за тоа зошто Камчев би требало да излезе од Мијалков од притвор, иако е малку контрадикторни аргументите кои ги дава, сугерираат дека тој не би требало да излезе од притвор. Таа ги подпиша. Вака да се разбереме, аргументите за некој да биде во куќен притвор и во притвор се исти. Тоа се аргументи за притвор. Се разбираме. Јас немам законско право да подпишам нито една одлука. А дали бевте консултирани? Може ли, пошто... Бидејќи сега излегуваме од она за што сме овде, а се интересирате повеќе за предметот империја, јас ви стојам на сите на располагање. Поголем број од вас го имаат мојот телефонски број, отворена сум, се јавувам, прашувајте и ќе ви одговорам на сите прашања, за да не го злоупотребиме ова за што сме тука. Имаше и спекулации дека имало и претреска. После излезе дека не е точно. Не е точно. Дали стравувате дека евентуално можете на некаков начин да бидете инволвирани во новата истрага? Не стравувам. Нема зошто да бидам инволвиран. Дали треба госпоѓа Јанова да стравува? Не знам дали треба госпоѓа Јанова да стравува. Тоа ќе ја прашате неа.